Даниела Стојановска-Джингоска на последните председателски избори успеала да гласа само поради сопствената упорност. Таа е лице со попреченост, живее во скопската населба Карпос 4, а избирачкото место во кое гласа е сместено во основното училиште Петер Попарсов, во кое има пристапна рампа, па лесно може да влезе во објектот. Посебно е важно лицата со попреченост да го остварат своето гласачко право, заради тоа што со тоа придонесуваат кон некакви, веруваат во тоа дека придонесуваат кон некакви промени. Но по влезот во објектот настанал проблем. Нејзиното гласачко место од секогаш било сместено на приземјето, па без тешкото и пристапувала до него. Ево овде. Тука било. Да. Така било се до председателските избори што се одржаа пролетта. Тогаш дознала дека гласачкото место и е променето, затоа што претходно ја сменила адресата. Не знаејќи дека ќе ми се смени гласачкото место, се соочив со еден предизвик дека сум сега за гласање по скалите нагоре и тоа го решивме така што ми помогнаа тука од училиштето. Така на крајот успеала да гласа. Даниела вели дека како и ова училиште, повеќето објекти во кои се гласа имаат половична пристапност за лицата со попреченост. Доколку тие институции се пристапни надворешно, недостасува внатрешна целосна пристапност и тие се соочуваат со тој предизвик да стигнат до гласачкото место и многу мина од нив поради тој предизвик, не можејќи да го надминат предизвикот, се откажуваат од остварување на правото на глас. Даниела за проблемот и раскажа и на директорката на училиштето. Кој избирачко место таму гласате? Не, таму гласав порано, кога бев на Разловечково стание кога живеев. А сега се преселив на Трифун Бузев и гласам нагоре по скалички. Како се качуваш нагоре? Па, ќе ми помогне некој и така. Во нашето училиште на сите влезови има пристапни рампи за лица со попреченост. До сега никој се нема обратено дека има некој проблем, но еве сега знам и се надевам дека истиот тој ќе го надминеме, ќе го решиме, за да им се овозможи на лицата со попреченост да може да стигнат до своето избирачко место. Ако поставувањето лифт е скапо или скалите стрмни за да се изградат или постават пристапни рампи, Наједноставно решение кое што не бара финансиски издатоци, односно нема финансиски импликации, е каде што има лица со попреченост, каде што знаат дека има лица со попреченост, гласачките места да бидат на приземјето. Гордана и Александар Стојановски се одресен. Во неколку изборни циклуси и на референдумот биле наблюдувачи од невладиниот сектор кои на избирачките места забележуваат со какви пречки се соочуваат лицата со попреченост при гласањето. Изборното место во кое наблюдувале е сместено во Домот на културата Драги Тозија, импресивен објект изграден во 1909 година, на кој ресенчани се горди, но одамна му треба обнова. Овде ни е гласачкото место. На вториот спрат. Не може. Ти не можеш, јас ќе се качам некако. Ти оди, јас до тука можам, ако дојде некој да ми помогне, тогаш ќе се качам. Александар на последните избори самиот се снаоѓал за влез во зградата. Почекав да намини некој гласач и го замолив да ме подкачи по скалите. Потоа го замолив и во внатрешните скали да ми помогнат од едната страна, од другата страна има ракохвати, но не се многу стабилни. Гласачкото место е во оваа зграда и горе по тие скали кои што се стрмни и тешки за нас лицата со попреченост. Малце непријатно, затоа што сепак треба време, треба некој да има кој може да те разбере, дали ќе се нафати некој да помогне или само ќе помине, ќе замине покрај тебе и нема да обрне никакво внимание на тоа. Институцијата има монтажна пристапна рампа, но далеку од влезот. Ова е рампата, значи, таа се поставува многу лесно и се фиксира таму. Направена е
ево и Мобилна е. да, мобилна. Кога треба мобилна. се... А зошто Одма се сега постава. не е, зошто сега не е ставена на влизот? Зашто имаат, кај што видовте внатре, спремаат поголеми, значи сега пред новогодишни работи, ќе ја постават чим завршат со внатре уредување внатре, ќе ја постават сега пред нова година, пошто внатре планираме изложби. Градоначалникот на Ресен, Живко Гошаревски, вели дека само еден кат од објектот е во надлежност на општината. Покрај средствата за обнова на објектот, очекуваат и дозвола за да го направат попристапен. Оваа зграда е заштитена со закон и пред се секоја доградба, реконструкција мора да е согласена со законските прописи, со Заводот за заштита на културни и историски споменици и секако процедурата е малце покомплицирана. Додека седа помине по процедура, овие скали за лицата со попреченост ќе останат најтешкиот пат до остварување на основното демократско право. Гордана и Александар се меѓу 70 наблюдувачи на невладината организација Инклузива, кои во Ресен поминаа обука за тоа како се мониторира изборен процес од аспект на правата на лицата со попреченост. Секое гласачко место треба да биде прилагодено за во него да може да гласаат луѓе со каква било попреченост. Лице со попреченост има право да гласа со свој придружник. Така стои во изборниот законник. Не смеете тоа да го споредувате со семејно гласање. За во избирачкиот список на соодветното место да се потпишуваат лица со оштетен вид, се користи граничник, помагало кое е корисно и често го потребуваат и другите гласачи. Има тука 4 кандидати, гласате по број 1, 2, 3 или 4, зависно. Гласачкото ливче пак се става во шаблон на Брајово писмо, кој има и отвори за да се заокружи правилен круг. Ако има потреба, и овој шаблон може да го користи секој гласач. За лица со оштетен слух треба да има сликовит приказ на гласачкиот процес. Овој целосен сликовит приказ треба да стои на видно место, над зидот, каде што гласачот може да го види, или на влезната врата. За луѓето во количка, ако успеат да влезат во објектот, гласачкиот параван треба да биде на соодветна висина и да биде изработен од потврст материјал, за гласачот да може да се подпре на него. На соодветна висина треба да биде и гласачката кутија, за да можат гласачкото ливче да го пуштат во неа. Луѓето со попреченост може да се пријават да гласаат еден ден порано, во домашни услови. Но таквиот начин на гласање е за болни и изнемоштени, а тие се чувствуваат дискриминирано ако се стават во таа група, затоа што велат болеста се лечи, а попреченоста е состојба која трае цел живот. На последните председателски избори, Инклузива мониторирала 402 избирачки места во 23 општини. Според извештајот, 3/4 од избирачките места биле непристапни, најмногу оние сместени во образовни институции. Близу половина од објектите имале пристапни рампи на влезот, но на секои 10 рампи, 8 биле вон стандарди. Сликовитиот приказ на гласачкиот процес не бил истакнат на 70% од избирачките места. Не се користеле соодветно и граничникот и шаблонот за гласање. Овие алатки стоја нераспакувани, од каде што избирачките одбори кога поставуваме прашања зошто е тоа така, не знаеат зошто служи, нема доволно вештини, ниту се едуцирани за да ги користат. Во земјава нема точна статистика за бројот на лица со попреченост, но според Светската здравствена организација, околу 15% од населението има некаков вид попреченост, а во земјите во развој и повеќе. 15% се 270.000 гласачи. Тоа е голема бројка на граѓани кои се невидливи затоа што околината ги спречува да гласаат како сите други гласачи. Ова е магацинот на Државната изборна комисија. Во него се чуваат алатките за непречено гласање на сите гласачи, како граничници и шаблони на Брајово писмо. Важно е дека ги има, но уште поважно е да се употребат, и тоа правилно на денот на гласањето. За тоа е потребна свесност, но и предзнаење кај членовите на избирачките одбори, што често изостанува. ДИК во соработка со невладиниот сектор ги обучувала членовите на избирачките одбори како да постапат кога гласа лице со попреченост.
но председателот на комисијата Оливер Дерковски не е задоволен од случувањата на терен. Во наредниот период ние ќе спроведеме веднаш после Нова година нов тип на едукација во мали групи од 25 члена на избирачки одбори во наредниот период до самите избори, кој што ќе ни овозможи на малку подруг начин да ги едуцираме сите членови на избирачките одбори, се со цел да ги надминеме ваквите проблеми. Иако секоја институција е одговорна за својот објект да го направи пристапен, Државната изборна комисија првпат на минатите избори набавила монтажни рампи и електромоторни транспортери за да се подобри пристапноста на местата во кои се гласа. Овие се така наречени роботи за исклучување на лицето со посебни потреби кое што се движи со помош на количка, се фиксира на ова помагало тука, се врзува, се поставува и ова помагало со помош на своите гасеници може да совлада 20-30 скали без никаков проблем и да го однесе лицето кое што сака да гласа било каде на гласачкото место и после тоа да го симне исто така без никаков проблем. Ама и ги имате 4, предпоставувам дека не можете да стигнете секаде каде што има потреба. Не може, веројатно во идниот период лека полека ќе треба се набават уште од овие помагала. Во земјава има 3480 избирачки места. За 150 монтажни рампи и 4 електромоторни транспортери набавени пред председателските избори, ДИК од сопствениот буџет потрошила 65.000 евра, но нема систематизиран податок за тоа колку пари трошат јавните институции за подобрување на пристапноста во своите објекти. Во 2011 година, земјава ја ратификуваше Конвенцијата за правата на лицата со попреченост на Обединетите нации. Со ова Македонија се обврза да ги реализира препораките од Конвенцијата, вклучително и оние што се однесуваат на изборниот процес. На генерално ниво имаме институции кои што се целосно се пристапни, имаме институции кои што воопшто досега не смогнале или ради организационен аспект или финансиски аспект или нема доволно сензибилизација, не направиле таа пристапност. Меѓутоа на генерално ниво мислиме дека релативно наделумно се пристапни институциите во државата. Владата преку министерствата до институциите испраќа насоки како објектите да ги направат попристапни. Тие пак им враќаат квартални извештаи за напредокот. Кога ќе се констатира дека некоја институција не реализира одредена препорака, се разговара со раководството за да се проверат причините. Ако се работи за финансии, правиме координација со Министерството за финансии, со влада, со другите релевантни министерства и субјекти. Ако се работи за било каква друга причина, ја надминуваме за да може да се отвори процесот и тоа министерство или тие институции да ја коригираат со пристапноста. Законот за спречување и заштита од дискриминација предвидува глоба од 3000 евра за правните лица што ќе извршат дискриминација според оваа основа. Луѓето со попреченост може да поднесат и тужба без да бидат оптоварени со судски трошоци. Следни, најверојатно ќе бидат најавените предвремени парламентарни избори во април. Се поголем е бројот на луѓе кои што имаат волја да гласат. Значи, заради тоа што почна, апелирајќи вака и соработувајќи директно со Државната изборна комисија, значи, се поголема е волјата на лицата со попреченост да гласат, така што сметам дека, неблагодарно е да се рече дека ништо не се поместува од мртва точка, меѓутоа имаме уште многу работа.